експлозивно сега ќе го кажеме за вас. Македонија со индекс 4, односно систематско прекршување на правата, согласно индексирањето кое го врши Меѓународната конфедерација на синдикати, е окарактеризирана како земја која што нема работнички права. Ова се случува во последните 3 години. Платите на голем број работници, што е во висина на минималната плата на Македонија, се под нивото на достоинствен живот на само едно лице, а уште повеќе под прагот на сиромаштија на едно просечно семејство. Правото на слободата на здружување и синдикално организирање е право кое е загарантирано со Устав, со законите во Република Македонија и со конвенциите на Меѓународната организација на трудот. А ние како синдикат го доживуваме токму спротивното. КСС е единствениот синдикат кој вистински се залага за напредување на правата на работниците и бидејќи секогаш тој цврсто во своите ставови се соочува со притисок врз своето синдикално делување. Веќе повеќе години се соочуваме со обиди од сите страни по пречување на слободно организирање и делување со јасна цел да не постои КСС и гранските синдикати во него. Нашите синдикални лидери низ годините се соочија со деградација на работни места, дисциплински постапки, намалување на плати, прераспоредување на работно место надвор од место на живење, противзаконско исчленување на членството, откази и така натака. Сите овие активности се преземени со цел да се заплашат работниците да не членуваат во синдикатите. КСС им порачува на сите работници дека стоиме позади секој еден работник и со тоа постојано ќе ги јакнеме нашите капацитети со цел да обезбедиме неопходна помош за сите работници. Постоењето на формален, а не суштински социјален диалог, би рекол и никаков социјален диалог, го нарушува балансот на едно општество кое треба да го движат заедничките 3 социјални партнери: владата, синдикатите и работодавачите. Ке нас владата работи единствено по собствено зацртан правец со подобни и послушни социјални партнери, со што економскиот и социјалниот просперитет станува недостижен за работникот.